Пред светот богато, а дома штедете. Владата веројатно размислува по онаа народната што ќе мислат другите кога се расфрла со народни пари. Додека пензионерите се на улица, вработените во АД железници не можат да се ја земат од работената плата, се соочуваат со притисоци и добиваат со пензии, граѓаните кратат на храна за да платат сметки, владата троши огромни суми пари за настани кои треба да изгледаат убаво. Со месеци се калкулира како да се најде пари во буџетот за повисоки плати што го крева револтот кај вработените од сите сектори кои се подготвуваат за протести и штрајкови. Ама се наоѓаат пари за да се пофалат со помпензни настани. Па така, за имиџот пред ОПСА ќе потрошиме 5 милиони евра за состанокот во Скопје. Само да прекинеме со ова брукање на државата. Ке ни дојдат 70 министри од државен секретар на Соединетите американски држави преку сите министри. Градиме имидж на државата кој што никогаш не го имала. И сега во овој лов на вештерки за кој што нема основа. Најголем дел од парите ќе ги добие Eurovia, контроверзната фирма донатор на ДУИ. На нејзина сметка ќе завршат 1,8 милиони евра за шминкање и разубавување на спортскиот центар Борис Трајковски. И не се само тие пари. Веќе од јануари за пиарот на Министерскиот совет на ОПСА на рейтинг се платила 120.000 евра. Од актуелните кампањи за кои се трошат народни пари е онаа Ние сме Европа, која чини 81.000 евра и која всушност се претвори во партиска кампања на власта. Колку е растрошна власта покажуваат и журките по повод годишнината од рамковниот договор за која потрошевме речиси 100.000 евра. Или, например, за годишната конференција насловена Година на нови можности, која не чинеше 168.000 евра. На таа конференција, 2 дена премиерот, министри, заменици министри, директори, академци, советници и експерти учествуваа на 4 панел дискусии, а трошоците за фалбите на владините функционери се чуваа речиси 3 месеци во тајност. Плаќаме скапо и за работи кои не се ни започнати да се изведуваат. За коридорите 8 и 10 ден, например, досега плативме аванси од 117 милиони евра, а на терен имаме една ископана дупка. Ниту работник на терен, ниту метар асфалт од историскиот проект, како што го нарекува власта.